Значи протести за безбедноста си направи. За маркетите направи. За воздухове ќе години правиме џабе, ама добро. И се сакам да прашам кога еднаш во животот ги се собериме да направиме протест против овие со струјата што прат перен. То некој да ми објасни. Трве, салам сте ви или не сте со тие струите со сметките? Или извинете кој што сакате електрична енергија? Дали сте салам да ве прашам? Па роднините по свето, Америка и Австралија не плаќаат толку струја колку мене што ми стигна месец. Кај се наоѓаат? Ама не бе, и ние за ќотек плачиме. Сакаш да заштитиш средината, да не користиш дрва, така. Темек за воздух е ова. Дрва не ти се цепат, не ти се влечкат онакви со, како се викат оние палети пелети. Не ти сакаш чък да направиш и на струја да се грееш. Саш на струја? Нати на струја, ба. Јас сакам така чък да направам и ова да биде снимено и измонтирано цело, ама не можи. Не можеш ни шпицата биди клаена, аз дур не клам. Така што дај да клам та шпицата, па после ќе продолжиме муабет. Ќе уште еднаш да ве прашам, вие салам сте ве море? Дали сте салам? Оди ги речи. Оти не е хуманова. Значи невозможно е да користам истото грејно тело на ист начин 2 различни месеци и разликата во сметките да е дупло поголема, бе бате, невозможно е. Те интересира колку е? Саѓа ти кажам, месец 12 8.000 денари. И то пази користиме шпоре со плин за готвење. Значи 8.000 денари ти се лед сијалици што не трошат. Бойлер што има соларно, што може да не топли многу во зима, ама колку толку има барем за мен. Машини за пањци за перење евентуално и грејење. И се како добар граѓанин вака, ќе речиш ајде неколку месеци се зима, се јади како бил. Идење следната сметка, удрете го добошо. 14.354 денари. Значи 14.000, ајде да не велам се. Вие море салам сте или не сте салам? Кој сака нека честит. И се одма бистри деца ќе речат на шо се греш ти толку бе? На парно наструјавате. Па што нели животната средина ја чувам? Нели не силеа? Купвајте клими, купвајте ова, нави, купвајте клими сега. Може ви дада по некој денар за климите, ама зато сега ма ве ги земат секој месец ич да не се секираат. Пошто ако си мислевте дека на некој таму му е битно за животната средина, а не за парите, па да си мислите. И за на некој парно на струја може да му звучи многу скапо, многу леле, кузне колку троши, а нема врска. Ито има термостат како климите, може да подесиш киловати колку сака. И знаеш како да не ни беше тестирано претходно, и речиш може да ете, може да толку троши. А не можеш ти на ист начин, исто сати, све исто се користи 2 месеци и да имаш толкава драстична разлика во цени. Шо е многу е. Ама тие виши математики што ние обичните граѓани нити имаме време да ги думаме, бе брат. И да имаш време ќе ти сервират тие ова се случи вамо, она таму, овај дојде, онај не дојде, вака рече, така рече, и оп другиот месец стро поголема. Шо е сметката? Абе ништо. И така полека поголема сметката, поголема стигнавме до нигде. И до сега приметваме пошто е драстична промена, да иначе па така ќе помине. И јас ве разбирам, бомбона ви е бизнис. Струја се поке ќе треба понатаму во живот. И зато сите тие борби ќе не баре за околината ги терате натаму. Електрични коли купете си, електрично грејење купете си, ова направите, она направите, за да се полнат џепчињата. Процентчето да капи бат. И јас ве разбирам, кој влезиш во медо сакал некел ке сркни. И вкусно е то благото дур сркаш, ама знај да се слоши. Колку знај да се слоши. Особено па ако му пукне филмо на пчелите што ти го прат медо, знаеш како се слошва? Само што овде кај нас пчелите се многу отпорни, како да речам. Многу висок прак на толеранција имат пчелите кај нас. Овој народ може на фаца му газиш бате слободно, ќе ти вели ништо не ми е бате. Отпусти кавадајлу, де 14.24 да му направи сметка да ја плати збор не ти вели. Тој може ќе се заборчи на 200 места, може ќе се отеп од работа за да отплати кредити милиони има. Нема врска бате, тебе збор не ти вели. Вака да кажи на камера нема шанса. Сол ќе нема во очи да си фрли, ама битно мангуп ќе се направи. Зујат за зуење пчелите кај нас, не дека не. Ќе си зујат ти, ама битно медо го носа. И битно таму некој си срка од медо, па ти го сага. А тоа е така претежно пошто е монопол бе. Не монопол играта, туку монопол во смисла еден е дистрибутер, нема конкуренција, нема зошто да турка цената пошто кој ќе му аземи работата. Уствари исто ко монопол играта да играш и некој да ги има еден човек сите тие улици чуда купено и сегде хотели кога има направено и кај да стапниш пари плаќаш. Тоа е муабет. И се можда најлесното решение би било да не е покемонопол, да влезат други играчи во приказната. Ама не е толку едноставно како ние што мисли. Какви игри се тие, какви цифри се вртат во тие игри. Нити
ги имаме видено, нити знаеме да ги напишеме на ливче. Едино ние што можеме да направиме да не трошиме толку струја, ама ај не троши да видам. Кој нема трошиме, јас и ти? Не ме вате, то треба цела држава да стани да речи готово, или ќе има промена или нема да има поч. Арнава знаеш што кога ќе биде? Кога ќе се собери еден клас и сите заедно ќе избегат без никој да остане или да се врати кај учителката да каже. Што значи никога? Пошто тие што се враќат и што кажуват таму од нив пати. И овие монополџите то го знаат, затоа од медо си јад. Сега се најнекој паметен ќе речи ќе си клаиш од оние панелите ќе си произведваш струја. Така е бате. Ама прво и тоа е огромна инвестиција. Друго и тоа не можеш кај било да го направиш, па треба одобрење некој. И трето и што уште побитно, дури ако правиш струја за да ја продаш, па нема која те откупи бе брат, пак ќе ти игра. Што си мислиш ти нив му одговара ти да правиш струја? Ти да кажеш приказни со цената? Не бе батуле. Значи не ти работи. Нив му одговара ти ништо да не знаеш, ти да се секираш дали цеца или јаца ќе дојде и да се секираш да платиш сметката навремо, ти ќе ти дојде и тужба одозгор. Пошто малце вака по уши ти мават од парината, уши и тужби ќе ти мават. Уствари муавето е плаќа и не кажвај многу. Тоа е бе брат, бистри деца. А колку се бистри се гледа и во сметките. Значи покрај тоа што на здрав памет те лажат, уште и ти пишат полојно од работите кај те лажат, кај те крадат. Сметката ти е толку и толку, ама за дистрибуција на струјата олку ќе плати. Чекајте малце бе другари. Која дистрибуција? Ми ја дојсе по пошта, по нешто, по карго, ми ја дојсе во пакет струјата, па дистрибуција што треба плаќа. Ами та цената на струјата зошто? Демек цената на струјата плаќаш само струјата, не плаќаш друго ништо, инфраструктури таму плати, ти реков ми рече. Пошто малце е само струјата. Дај да ти бувни ми за дистрибуција, и тие каблите од 42 што се клаени. Многу работа му иди ме сваќаш, многу под напон се цело време. А под каков напон се тие каблите цело време напнати се со струја внатре. До толку се под напон. Како фатиш обложена жица вака за гумата дозгоро за облогата, знај да мрда, зависи колкав е напон. И толку е под напон што се треси ме сваќаш, затоа плаќаме та дистрибуцијата. Оти што си мислевте вие жиците под напон ќе видат и вие нема да платите за тоа. Не ме вате, готово дистрибуција. Би та жицата од жичка на жичка, од рака на рака ти ја носи до дома струјата, ти како сака. Без пари да ти ја дојси. До толку е напнато и забегано што дури хистерија да го фати човек. Како и да е, дали обложена жицата или не, дали е под напон или не гибај, жити мене не гибај. Ако не си некој што го има тоа учено или што работи со струја или со жици или со шо и да е, најубо не гибај, аман. Немојте, доволно ни се трагеди во животот. Налет трагедите ќе му текни, за тоа ќе земат да наплаќат за обложена жица олку пари. Па ќе земат ќе ги делат дистрибуциите, дистрибуција на гола жица олку, ама на облечена олку. Па ќе земат дизајнери облеки за жици ќе прат. Не можеш да знај. Значи како тргна свето, на која патека е замина, тоа е чудо некое. Битно јас и ти дистрибуција ги си плаќаме скоро исто колку што е сметка. Ако си потрошил 4000 струја, уже 3-4000 дистрибуција ват. Ама пати шо е за тебе. Сега ете го ти го носи, се снабдува тука, уже ќе се буниме. Не за џабе се викаше електродистрибуција, два збора се и електро плаќаш и дистрибуција плаќаш, шо не е јасно. Са добро електроснабдување, пошто те снабдуваат тие. Едно снабдување што ти прата, бе што да ти кажам. Тие тебе те снабдуваат со електрична енергија, ти нив ги снабдуваш со плати, со одмори зимски летни, коли од фирмата, куќи од фирмата, што сакаш од фирмата мора. Живот да се живе. И се како сакате вие да работите таму, плати да земат и тие да не лапнат од платата, не може така бе бате. Јако е што му има текнато перфектен начин како да земат апанажа бе бате, дистрибуција. Пошто не дека тоа му е звањето на фирмата да речем. Не дека затоа плаќаш та сметката, не, баш како ќе опишеме дистрибуција. Што се подразбира под дистрибуција не е битно, битно ти треба плати. Знаеш како да е нешто ново што е направено, да речиш дојдоа, направа, кладоа нова дистрибуција што нема прекин, се е совршено, нема жици, нема опасност, нема ништо. И речиш добро, еве го ново е, све е ново, комплет, нови жици, ново све. А валда му еве ќе му платам та дистрибуцијата. И пато треба еднократно биде, ама нема врска. Уствари не треба ни ние да го платиме, ама нема врска, еве да речиме направа нешто ќе платиш дистрибуција, готово. Не вевате. Кошо рековме од 42 се тие бандерите и жиците клаени горе, тие што се трафостаници чуда веќе да не правиме муаве. И едно-две залади времето падни струјата ту. Падни потом пола град темница. Одговорот кој е? Многу струја се троши. Ја мајката. Значи не е многу тоа што се наплаќа и дистрибуција и цена на струја и сите марифети, и не треба за таа цена и тие марифети да биде се спремно како што треба да нема проблеми. Не, народот бил крив, многу струја се троши. Тие многу фербе бати. Јас не викам, има луѓе што крадат струја. Особено во зима има некој печките директ горе нашица ги фрла. А тоа не е наш проблем бе, ваш проблем е тој. Не може ние што плаќаме сметки да и плаќаме сметките на сите за вие да си уживате некаде таму и тие некој таму што крадат струја да си уживат. Срамота е ова му се не види. Па на тоа ќе ти лупнат данок, па данок на данок. Пошто данок еден малце, нави ушеден и на тој данок о данок. И затоа мислам дека доста беше разбуди
Свести се не спити. Време да се разбудим и да се побуним из ова батина. Не заради мојата сметка. Цел народ се буни, има луѓе што не можат сол во очи да си фрлат непа сметки огромни да плаќат. Така што ако не вика никој друг, еве јас ќе викнам на Бојкот да земе да исклучиме струјата од ова покенем. Ја зедо мене ми исклучија човек. Арно камерата е на батерија, иначе ништо не прави. Ова е таа дистрибуција што ја плаќам. Кајден тон пари ќе ја плаќаш, уште ќе ти исклучува во ние едно време ќе ти расипва инструментите. Што значи единствена опција е батина Бојкот, тоа е. Чиме таква работа да дај да завршвам јас емисијата, дур не има истечено и ова. Останете вие на нашата програма, ќе се врати струјата и се гледаме наредна епизода и думајте ова да го направиме, ти стварно нема смисла. Поздрав и имајте убав ден.